Македонските маркети задолжително мора да ги објавуваат сите цени на производи на нивните веб страни. Оваа мерка треба да ги заштити и информира потрошувачите, но и натаму самите треба да ги проверат цените на посакуваните производи и да ги споредат. Платформата Ценометар функционира повеќе години за одредени производи, а сега пристапот до повеќе податоци треба да ја олесни прегледноста. Целта на Ценометар се јави од нараснатата потреба на нашето население, на нашиот народ, од зголемените цени во маркетите и све поголемиот процент на нивните примања што се трошат на храна. Еден од најголемите предизвици ни беше да ги собереме цените до сега, да ги собереме цените од маркетите, бидејќи никој од маркетите, скоро никој, не ги објавува цените јавно. За дел од маркетите беше поведена постапка за картелско здружување при формирање цени, а токму директниот увид може да ги разоткрие овие практики. И тоа е исто некое прашање кое би требало владата и на надлежните органи, ДП и било кои да се позанимаваат малку, затоа што преку споредба на цените очигледно е монополистичкото здружување кај одредени маркети. Едно просечно семејство над 70% од приходите ги троши на храна и сметки, а цените во маркетите постојано се зголемуваат. Тоа доведе и до акции за бојкот и барања за поголема заштита од институциите. Тој бојкот беше крик на нашиот народ и на многу народи на Балканот, на сите соседни држави, преку кој нашата влада, а и другите влади се свестија и почнаа малце поактивно да ги адресираат овие проблеми, особено до маркетите, бидејќи мора да се створи една дигитална инфраструктура за позитивна конкуренција.